Добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. За актуелните случувања во регионот Македонија и светот, веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. Нови производствени капацитети, нови странски и домашни инвестиции, нови креирани работни места. Македонија со најниска стапка на невработеност. Дали 15 септември е новиот 1 април за СДСМ, прашува подмладокот на ВМРО ДПМН. Се повеќе млади стануваат сопственици на земјоделски стопанства. Со делење на флаери и поставување на фотографии на дел од пропаднатите ветувања на СДСМ, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН потсети на една од најголемите лаги на Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски, ветувањето за еден вработен од секое семејство. 15 септември не е обичен ден во календарот, велат од подмладокот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. 15 септември, велат тие, е ден кој во македонската политичка историја ќе остане запаметен како символ на најголемите лажни ветувања на СДСМ и Бранко Црвенковски. Поради овој ден не смееме да заборавиме на криминалната приватизација, создавањето на Октополот, олигарсите, стотиците затворени фабрики, илјадници невработени. Не смееме да заборавиме на Порцеланка и тепаните работници кои си ги бараа своите честно заработени плати, на Свилара и на Велеспром, на Лозар и Графичар. Од ВМРО ДПМН велат дека катастрофалното владење на СДСМ на своја кожа го почувствувале илјадници стечајци, измамени штедачи, невработени, земјоделци, пензионери. Токму затоа Катранџије вели, 15 септември е ден за подсетување на политичката неодговорност на СДСМ. Граѓаните не заслужуваат нови денови како 15 септември. Ние никогаш нема да дозволиме на Велес и Македонија да и се случат повеќе вакви датуми. На 15 септември 2002 година, тогашниот лидер на СДСМ Бранко Црвенковски вети вработување на барем по еден член од секое семејство. Сведоци сме дека во индустриските зони секојдневно започнува градба на нови фабрики. Младите полесно наоѓаат работно место. Ова е резултат на посветената работа на владиниот тим. Проектот Инвестирајте во Македонија ги дава очекуваните резултати. Македонија го достигна најнискиот процент на невработеност од своето самостојување. Младите лица се полесно стигнуваат до работно место. Најчесто тоа е во некои од фабриките кои работат во индустриските зони. За економистите, посветениот однос на владата кон домашните и странски инвеститори е причина за ваквата состојба. Нашата стратегија е секоја компанија да има третман максимално позитивен од наша страна, со максимална помош, максимална поддршка, независно дали сега одлучува да дојде или дошла, изградила фабрика и работи веќе 5 или 10 години. Тоа е пристапот што дава резултати. Инвестирајте во Македонија е владин проект на кој работат многу луѓе. Токму тука лежи одговорот на прашањето како најнаш во државава, скоро секоја недела, се означува отпочнување на градба или пак работа на индустријски капацитет. Таа инвестиција за нас ќе значи една коцка во мозаикот кој што макотрпно го градиме во изминатите 9 години со цел Република Македонија да биде добра дестинација за инвестиции, а истовремено да постепено се реши проблемот на невработеноста како клучно прашање во Република Македонија. Секоја нова инвестиција, секое ново работно место за нас е значајно и како што можевте да слушнете, секој член на тимот, на економскиот тим на владата на Република Македонија дава свој придонес во привлекувањето на инвеститорите. Направената анкета покажува дека Велешани се поделени по прашањето домашен или странски инвеститор за свој работодавач. Мислам дека би требало сите да сакаме повеќе за домашен работодавач да работиме, затоа што подобро би било за Македонија, барем така мислам. Странски. Зошто? Даваат поголеми плати. Кој е подобар работодавач? Па викаат странски, не знам. Се фалат еве од кавадарци, например. За владата пак нема разлика, дали инвеститорот е домашна или странска компанија. Едноставно, што било важно, е развојниот план на инвеститорот и бројот на нови креирани работни места. Оваа влада знае дека бизнисот и компаниите се тие кои ги отвараат новите работни места. И дека ако сакаме невработеноста да се намалува,
Тоа ќе го ствариме само со поддршка на бизнисот, со намалување на даноците, како што тоа го правевме и ќе го правиме, со подобрување на бизнис климата, со намалување на бирократијата, со добар однос кон нив, со излегување во пресред на сите нивни барања каде што тоа е можно. И со ставање секогаш во нивна кожа, кога имаат некој барање или некој проблем. И со давање максимум од наша страна да се привлечат, да се донесат, да им се помогне и потоа да бидат задоволни. Месецот во Македонија, две странски компании започнаа да градат своји производствени капацитети. Најавите се овој тренд да продолжи понатаму. Земјоделието водечка гранка по можностите за вработување на млади лица. Многобројните кредити, но и средствата од ИПАРД програмата се поттик што повеќе млади да отвараат земјоделски стопанства. Поволните мерки за вработување и субвенциите кои се во насока на развој на земјоделството се повеќе го поттикнуваат младото население да се занимава со оваа стопанска гранка. Постојаниот економски развој ги поттикнува младите токму во руралните средини да го пронајдат својот извор за екзистенција. Во општина Чашка повеќе од една година функционираат оранжерија во кои во моментов работат околу 250 лица и каде капацитетот во континуитет се зголемува. Јас се надевам дека бројот ќе биде најмалку 500, затоа што и производот кој што го одгледуваат во моментално тоа се корнишоните во оранжериите. Значи на пазарот, кога сум разговарал јас со собственичката на оранжериите, значи колку ќе може да биде произведено, толку ќе се продаде. Значи ќе се зголемува и бројот на вработени и ќе биде зголемено и производството. Субвенциите за оваа година за кои земјоделците аплицирале по различни основи ќе бидат исплатени до предвидениот рок. Апликациите за субвенции за 2015 завршија пред 2 месеци. Имаше интерес. Моментално Велешкиот регион, значи Велес, градско Чашка, има аплицирано околу 5000 земјоделци. Моментално се на обработка во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и се надевам дека почетокот на ноември и крајот на декември дека ќе бидат исплатени земјоделците. Според програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година, предвидени се 102 милиони евра за развој на земјоделското производство, а од програмата за рурален развој поддршката изнесува околу 33 милиони евра. Транспарентниот начин на работење представува приоритет за општина Велес. Преку средбите во урбаните заедници, граѓаните можат да го искажат своето мислење, кое представува обврска во понатамошното работење на локалната самоуправа. Транспарентниот начин на работење представува приоритет за општина Велес. За ова докази и средбите на градоначалникот Чадиев во урбаните заедници, каде секој граѓанин може да го искаже своето мислење. Целта на овие средби е спроведување на проекти кои представуваат обврска во понатамошното работење на локалната самоуправа. Од сите урбани местни заедници побаруваме по 3 приоритети кои би добиле предност по нивна слободна проценка, кои би биле обврзувачки за општина Велес да се направи, да се изведат, односно да се остварат нивните барања во наредниот период, односно со новата програма на Советот на општина Велес да добијат приоритет во гласањето од страна на советниците и да станат еден вид обврска за градоначалникот согласно програмата. Значи, овој транспарентен начин на работење на општина Велес, која впрочем знаете дека општина Велес е прогласена за најтранспарентна општина во Република Македонија од сите релевантни фактори, ни представува водилка за наредниот период за работењето во 2016 година. До сега, градоначалникот Чадиев оствари средби со граѓаните од урбаните заедници. 9 ноември, Алексо Демниевски Бауман, Керамидна Славе Петков, Димче Мирчев и Трајче Панов. Утре пак градоначалникот ќе се сретне со граѓаните од урбаните заедници Богдан Каракостов, Родна Ивева и урбаната заедница Трајко Капчев. Преку проекти локалните самоуправи ја зајакнуваат меѓуграничната соработка. Општина Неготино во наредниот период со меѓугранична соработка и средства од европските фондови ќе ја подобрува патната инфраструктура, но ќе создава услови за развој на пчеларството. Имавме еден проект за меѓународна соработка со Република Грција, со една општина Алмопија, каде што веќе од 2013, крајот на 2013 година почнавме да соработуваме, го изготвивме проектот, веќе е одобрен
и тој проект е во крајна фаза пред распишување на јавна набавка. Тоа е проект во вредност од 270.000 евра, каде што дел од средствата ќе бидат искористени за потребите на пчеларите. Тоа е една соработка на пчеларите од Република Македонија и соседна Грција, додека дел од средствата, околу 130 милиони денари, ќе бидат искористени за асфалтирање на една делница од патниот правец Горни Дисан Веши. Нови инвестиции во образованието во општина Кавадарци. Со средства обезбедени со кредитна линија ќе се извршат градежни зафати во 2 училишта, а ќе се реконструира и ученичкиот дом во општината. Нови санитарни чворови добија сите училишта во општина Кавадарци, а градоначалникот Панов најави и доградба на гимназијата Добри Даскалов, како и промена на кровот и промена на грејењето во основното општинско училиште Тоде Хаджитефов. Средства обезбедени со кредитна линија. Термофасадите кои што ги инсталиравме пред 2 години, интервенциите на ВЦ јаздите и скоро сите училишта имаат обновели или скоро нови ВЦ јазди. Најновата инвестиција ни е во селото Сопот. Потоа новиот кредит кој што ќе биде и кој што го најавивме, неодамна го подпишавме, кој што би значил за окружување на сите инвестициони вложувања во делот на кровните конструкции и доградбата на гимназијата Добри Даскалов. Секако тука е и промената на грејењето во основното општинско училиште Тоде Хаджитефов. Со средства од локалната самоуправа, нова реконструкција ќе добие и државниот ученички дом Крсте Петков Мисирков, вели Панов. Учениците кои што се на територијата на Кавадарци, односно сте дојдени тука да учат, ќе бидат сместени во нашиот дом за средношколци, кој што во наредниот период со средства на локалната самоуправа ќе биде реновиран толку колку што ќе се договориме и колку ќе побара актуелниот директор во оваа институција. За прв пат оваа година во Средното општинско училиште Ѓорче Петров се отвори и нова паралелка по кошарка, каде вкупно има 20 ученици. Дел од нив се сместени во државниот ученички дом Крсте Петков Мисирков. Велес прераснува во Зелен град. Комуналното предпријатие секојдневно ја зголемува зелената површина во градот. Последен проект во оваа низа е паркот во основното училиште Васил Главинов. Велес прераснува во Зелен град. Јавните површини комуналното предпријатие континуирано ги претарува во зелени површини. 261.518 метри квадратни површина пресметале дервенци дека одржуваат секојдневно. Според планот на предпријатието, оваа површина и натаму ќе се зголемува. Градскиот и младинскиот парк се најголемите зелени површини во градот. Просторот околу некогашниот офицерски дом, иако не изобилува со голема зелена површина, сепак Велешани велат е пријатно место за одмор и рекреација. Наскоро се очекува ново хортикултурно решение да добие и паркот пред гимназијата Кочо Рацин. Зелената паркова површина кај основното училиште Васил Главинов е последниот поголем зафат за раззеленување во Велес. Постигнат договор за специјален јавен обвинител. Коледжот на комесари на Европската Унија утре ќе расправа за стратешките односи со Македонија, Турција и Србија. Ова се вестите од Македонија. Актуелната обвинителка од Гевгелија, Катица Јанева, ќе биде новиот специјален обвинител. Вака одлучи работната група на неколку часа од истекот на финалниот рок од Пражискиот договор. Откако во клубот на претениците се појавија и премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Рано утринава партииве постигнаа конечен договор за предлог законот за јавно обвинителство, со кој се регулира работата и функцијата специјален обвинител. Предлог законот уште денеска ќе се најде во собрание. Во текот на денот се очекува да биде изгласан, да биде отпечатен во службен весник, потпишан и да влезе во сила, а потоа според него да биде избран јавниот обвинител. Со тоа ќе се запази рокот, договорен во пржино, кој истекува денеска. Петвалентната вакцина пристигна во Република Македонија, проверена и безбедна за употреба. Вакцинацијата со неа почна денеска во сите служби за имунизација во целата држава. Ова денеска го изјави Јованка Костовска, раководител на секторот за превентивна здравствена заштита при Министерството за здравство. Таа посочи дека ако од 1 август се започнело со 6-валентните вакцини и од денеска со 5-валентните вакцини, може да се каже дека во Македонија веќе комплетно се во употреба
поливалентните вакцини. Тоа значи од 13 боцкања за деца до 2 години, сега се 7 боцкања. Вакцините ќе бидат достапни за сите деца на возраст од 2 месеца до 2 години, посочи Костовска. Истакна дека бенефитот за родителите е помалку одење на лекар, помалку стресни состојби и несакани реакции ки детето, како и зголемување на опфатот со вакцини. Оние родители кои оделе надвор од државата и купувале вакцини на небезбеден начин, сега веќе ги има во државата. Сигурно над 100 родители денеска ги вакцинирале децата, додаде Костовска. Коледжот на комесари на Европската Унија утре ќе расправа за подобрување на стратешките односи со Република Македонија, Турција и Србија, а во светло на кризата со емигрантите, но и за работи што го надминуваат овој проблем, со кој се соочуваат овие земји кандидати за членство во Европската Унија. Според патпаролот на Европската комисија, Маргаритис Хинас, на утрешниот коледж на комесари, што ќе го предводи челникот на комисијата Жан-Клод Јункер, прва од трите точки ќе биде политиката на европското соседство, со фокус на подобрување на стратешките односи на Унијата со трите посочени земји. На утрешниот коледж на комесари, комесарите на агентата ќе имаат 3 точки. Прво ќе има ориентацијска дебата за еднината на политиката на европското соседство и ова е во светло на сегашната криза, но и надминува и кризата и е база за дискусии за следните месеци, за тоа како да ги подобриме стратешките односи меѓу Европската Унија и соседските земји, посебно со Србија, Турција и Македонија. Комесарката Федерика Могерини и комесарот Јоханес Хан ќе отворат дебатата на оваа точка на утрешниот коледж, посочи гласноговорникот на неформалната влада на Европската Унија. Акцентот на официјален Брисел на подобрување на стратешките односи токму со Македонија, Турција и Србија се смета дека е поради тоа што овие три земји во моментов се удар на напливот на мигранти и бегалци, како и на тоа што овие држави мора да бидат посилно финансиски помогнати од Европската Унија, со цел успешно да се справат со стотиците илјади лица од Ирак, Авганистан, Сирија и Либија, што во потрага по подобар живот транзитираат низ нив во целата да стигнат до западноевропските држави. А од вестите од светот, Европската Унија поделена по прашањето за бегалците. Унгарија прогласи вонредна состојба. Египетски милиардер води преговори за купување 2 грчки острови на кои ќе се населат бегалци од Сирија. Министрите на синоќешниот водреден состанок не постигнаа согласност за планот за прифаќање на бегалци предложен од председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Министрите изразиле начална, но не и формална согласност нивните земји да прифатат поголем дел од вкупно 160.000 бегалци од Африка и Блискиот Исток, во зависност од своите капацитети, но ги одбија задолжителните квоти на кои инсистира Европската комисија. Тие ја потврдија одлуката што начално е донесена во јули за прифаќање на нешто помалку од 40.000 бегалци кои моментално се наоѓаат во Грција и Италија. Во однос на останатите 120.000 бегалци, постигната е согласност да се продолжи соработа на подготовка на оформување на одлука за примена на обврската, со должно почитување кон флексибилноста потребна на секоја земја членка, особено за решавање на непредвидливите ситуации. Според тоа, одлуката за планот на Јункер е одложен до 6 октомври, кога министрите повторно ќе се состанат во Брисел. Унгарија прогласи вонредна состојба во 2 своји јужни области по должината на границата со Србија заради мигрантската криза, давајќи им специјални овластувања на полицијата и на другите власти. Потпоролот на унгарската влада Золтан Ковач изјави дека одлуката е донесена на денешната седница на владиниот кабинет, а пренесува бета. Мерката исто така создава услови за испраќање воени единици како помош на полицијата во граничната контрола и обврските поврзани со имигрантите. Тоа ќе се случи откако парламентот ќе даде согласност за владината одлука, што се очекува веќе следната недела. Унгарија од утре почнува да ги применува построгите казни за лицата кои нелегално влегуваат во земјата и го зголемува рокот за престој во затвор на лицата осудени за шверц со луѓе.
Египетскиот милиардер Нагиб Суарис вчера соопшти дека води преговори за купување на 2 грчки острови, на кои ќе насели илјадници бегалци од Сирија и другите конфликтни зони. На почетокот на септември, богатиот египетски бизнисмен предложи на Грција и Италија да купи од нив острови, на кои ќе бидат прифатени мигрантите. Ќе им создадам работни места така што ќе се вклучат во економијата на нивната нова држава, објавил Суарис на својот Твитер. Од почетокот на годината над 430.000 лица, главно од Сирија, го минуваа Средоземното море, бегајќи од сиромаштијата или од конфликтите во своите земји, со надеж да стигнат до Европа, покажуваат податоците на Меѓународната организација на мигранти. Младите фудбалери на подготовки пред дуелите за пласман на Европското првенство. Макс Струмица го дозна својот противник за надпреварите во ЕХФ купот домашен спорт. Фудбалската репрезентација на Македонија до 19 години денес и утре ќе одигра 2 пријателски надпревара против врсниците од Босна и Херцеговина. Овие дуели ќе бидат последните подготовки за фудбалерите во пресрет на квалификацијските дуели за настап на Европското првенство. Во квалификациите Македонија ќе игра против Англија, Финска и Италија, а првиот надпревар ќе го одиграат на гостински терен против Англија на 8 октомври. Ракометниот вице-првак на Македонија, екипата на Макс Струмица, надпреварите од ЕХФ купот против тимот на Хаукар сака да бидат одиграни на исто место. Струмичани ќе му предложат на исландскиот тим двата надпревари да бидат одиграни или во Исланд или во Македонија, затоа што од таборот на Макс Струмица сметаат дека ракометарите ќе немаат доволно време за одмор по напорното патување. Првиот дуел помеѓу овие две екипи е предвиден за 10 октомври, а возвратниот дуел 7 дена подоцна. Викендов ќе започне новата сезона во недобрата македонска ракометна лига. Во регуларниот дел од сезоната нема да настапат актуелниот шампион Вардар и вице-шампионот Макс Струмица, кои поради настапите во Лигата на шампионите, односно регионалната СХ лига, ќе бидат поштедени во регуларниот дел од сезоната во домашното првенство. Тие ќе се приклучат во плејофот, односно кога ќе започне разигрувањето за титулата. Велешкиот представник во ова надпреварување, екипата на Борец, новата сезона ќе ја започне уште посилен. Тие го ангажира искусниот 37 годишен лев бек Раде Стојановиќ. Тој со клубот подпиша договор на 1 година, но со можност доколку добие поволна понуда од странство да замине. Стојановиќ во кариерата има настапувано во скоро сите македонски клубови, а во интернационалната кариера настапувал во Словенија, Белорусија, Норвешка. Во првото коло Борец ќе го пречека вториот тим на Металург, а надпреварот во недела ќе започне во 18 часот. Вечерва започнуваат надпреварите во наелитното фудбалско надпреварување Лигата на шампионите. На Евробаскетот ќе се играат четвртфинални надпревари. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Со 8 надпревари кои вечерва ќе бидат одиграни, ќе започне 23-та сезона во најпознатото спортско надпреварување на стариот континент Лигата на шампионите. Во нејзин пресрет ќе представиме неколку интересни факти поврзани со историјатот на ова надпреварување. Реал Мадрид е тимот со најмногу постигнати и примени голови. Рајан Гигс е рекордерот по бројот на одиграни сезони во Лигата на шампионите, а Икер Касилјас е играчот со најмногу минути поминати на теренот. Најчест резултат на надпреварите бил 1:1. Порто, Барселона, Юнајтед и Реал се единствените тимови кои имаат повеќе од 20 учества во Лигата на шампионите. Најубедлива победа славеле Ливерпул против Бешикташ во 2007 година со резултат 8:0, а Кларенс Сидорф е единствениот играч кој со 3 различни тима го има освоен овој трофеј. Од мечевите кои се играат вечерва, најмногу внимание ќе привлече дуелот помеѓу Манчестер Сити и Јувентус. Сите надпревари започнуваат во 20 часот и 45 минути. Денес на Евробаскетот ќе бидат одиграни 2 четвртфинални дуели. Во првиот ќе се сретнат старите познаници Грција и Шпанија. Грците влегуваат како фаворити во овој меч, затоа што се една од трите селекции кои на овој шампионат се уште немаат доживеано пораз. Од друга страна за Шпанија на овој меч најверојатно нема да настапи Руди Фернандес. Во вториот меч кој ќе биде одигран вечерва, домаќинот Франција ќе игра против Летонија. Во сите меѓусебни надпревари кои овие два тима ги имаат одиграно, победа забележала селекцијата на Франција. Надпреварот Летонија-Франција започнува во 21 часот.
Сончево и топло време имавме во текот на изминатиот ден. Да погледнеме какво време не очекува од утре. Тоа беа информациите за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Ви посакувам пријатна вечер.